Попова шапка не се продава, реагираат од АДСМ, предпријатие кое стопанисува со овој центар, по објавата во неколкуте медиуми, дека владата донела одлука да се продаваат хотелите на ижечниците. Отаму појаснуваат дека владата го задолжува ЕСМ во следниот период да достави информација со предлог одлука за едно од решенијата за Попова шапка понудени во физибилити студијата, кое што се однесува на продажбата на капацитетите. Во меѓувреме, додека се чека на предлог одлуки, како дел од решенијата на физибилити студијата на Попова шапка, иако половина од зимата помина, скијачката сезона не е започната. Од раководството на центарот се надеваат на нова снежна покривка, а се размислува за поставување на инсталација за вештачки снег. Приоритет на ски центарот Попова шапка е за застижувањето на ски стазите, односно акумулација и правење на вештачкиот снег. И додека се чека снегот на ски патеките, љубителите на слободното скиење го искористуваат потенцијалот на шара, претежно во незините северни предели. Ние сме држава која што странците љубат да велат landlocked, значи заклучена од брег. Мене ми е јасно дека на нас планините се практички нашиот најголем потенцијал за развој на туризам. Имаме огромни пространства планински и имаме многу убави планини кои што се погодни за летен и за зимски туризам. Она што е наша лична страст, слободното скијање, дефинитивно има огромен потенцијал, но секако морам да го напоменам и потребата од развој на квалитетен ски центар. За Попова шапка има изработено неколку студии за нејзин развој. Последната беше изработена и презентирана пред околу 3 месеци. Таа предлагаше повеќе опции за развој на центарот, но најоптимална според ЕСМ е нејзиното управување да биде на основа на јавно-приватно партнерство. Студијата предвидува изградба на жичница, тето во Попова шапка, паркинг места, ски лифтови, инсталација за вештачки снег.